Во ова издание, ексклузивно интервју со портпаролот на Талибан, ке чуете како тие мислат да управуваат со Афганистан по заминувањето на американците. Кинематограферот Кристијан Бергер вели филмаџиите од Балканот прават приказни со посебна страст. За оние што жалат по суперсоничниот Конкорд, што го прелетуваше Атлантикот за половина од времето на обичен авион, имаме одлична вест. Се враќа потивок, поодржлив и поевтин. Останете со нас. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Лилица Китановска. Во заедничката изјава на американската влада и на Европската унија објавена денеска стои дека Северна Македонија и Албанија треба да ги започнат преговорите за членство без одлагање. Целата изјава ќе ја најдете на нашата веб страница. Во неа се подвлекува целосната поддршка на процесот за проширување на Европската унија. Овој регион припаѓа на Европската унија. Се вели во документот што е силен знак за вниманието што се посветува на Западниот Балкан, зашто поголемата интеграција ќе ја подобри стабилноста и ќе придонесе за просперитет на луѓето во регионот. Одиме понатаму. Гласот на Америка разговараше со портпаролот на талибанците Забибула Муџахид за преговорите со САД и со другите држави, за афганистанската економија, за правата на жените, како и за заканата за безбедноста на Афганистан по нападите од Исламската држава. Интервјуто го направи Ајша Танзем. До сега Америка не ги ставила јасно на маса незините барања. Само изрази загрижено за човековите права, правата на жените. Им ветивме дека ќе ги почитуваме согласно исламскиот закон и правила. За сега ги формулираме политиките. Не велиме дека девојчињата не треба да одат во училиште. Се консултираме каков план да направиме и се надеваме дека брзо ќе го решиме ова прашање. На прашањето на Гласот на Америка, како би можел поразлично да изгледа планот за образование од сегашниот, тој објасни. Ќе има само процедурална промена. Се работи на план како жените да бидат безбедни, вклучувајќи го и нивниот пат до школа и работа, како да им се обезбеди здрава средина во училиштата со цел да бидат физички и психички задоволни. А еве што одговори на коментарот, оти многу едуцирани афганистанци ја напуштаат државата, што би можело да доведе до недостиг на талентирани луѓе да раководат. Се обидуваме да поставиме лица кои имаат вештини во оделите кои бараат посебна експертиза. Например, здравствениот сектор сакаме да го води некој што е лекар, трговијата трговец, во банкарството некој што специализира во тој домен. Повеќето од луѓето кои работат во овие сектори се истите што биле таму и претходно. А дали талибанците ќе испорачаат на нивното ветување за инклузивна влада, Муџахид рече. Сите афганистанци од било која етничка заедница треба да учествуваат во владата. Имаме предлог за ова. Имаме луѓе од различни заедници кои учествуваат во управувањето со државата. Владата е се уште во процес на формирање и сите овие прашања ќе бидат решени. Престижната награда Златна камера 300 на фестивалот Браќа Манаки годинава ја доби австрискиот кинематографер Кристијан Бергер. Во светот на филмот е познат како иноватор со светло, а работел со режисери и актери како Михаел Хенеке, Анџелина Џоли, Бред Пит. Со Бергер разговараше Тоше Огњанов. Во Битола, покрај широк сокак. Есенва разговаравме со светскиот кинематографер Кристијан Бергер. Тој е авторот што со иновативната техника на рефлексии направи револуција во снимањето филмови. Придонесот во филмската уметност му ја донеси наградата Златна камера 300 на годинешниот фестивал Браќа Манаки. Браќа Манаки е посебно место, особено поради тоа што фестивалот е посветен на кинематограферите, односно кон моќта на сликите. Во Битола ги сретнувам луѓето од мојата бранша. Ова го нема секаде во светот. Техниката на осветлување во филмските сцени преку рефлексии ја почна во 2000-та година. Пресудно било работењето на филмот Пијанистка со режисерот Михаел Ханеке. How I came to that, you mean? Frustration. Simply frustration.
Како дојдов до тоа? Поради фрустрација, едноставно фрустрација. Во 90-тите години бев до точка да се откажам од професијата. Никогаш не бев задоволен од резултатот, иако се беше одлично сработено. Ја немаше поентата. Ми недостасуваше убавината на природната светлина. Вели дека со новата техника им се дава слобода на актерите, без да се оптоваруваат со рефлектори и масовна техника. Треба да стојат пред камера и да кажат те сакам, а пред себе гледаат светла, електричари, стативи. Тоа не е пријатно. На секој актер му е потребен простор за имагинација. Актерите, режисерите, па и јас самиот, не треба да се тероризираат со техничките услови. Неодменливо беше да поразговараме и за македонската филмска продукција. Особено пофални зборови имаше за филмот Медена земја. Ми се допадна филмот. Тоа беше одличен момент за Македонија. Донесе неочекуван и врвен резултат. Авторите направија многу добри работи, беа слободни и сценариото го создадоа од самите настани на среќа. Тага успех. Верува дека балканското филмско поднебје раѓа големи автори, што имаат страст да раскажат многу низ јазикот на уметноста. Кај нив постои поразлична страст во барањето на приказните отколку во западниот свет. Авторите од Балканот секогаш имаат потреба да кажат нешто повеќе и тоа го прават со различен интензитет. Возраста од 76 години не го спречува Кристијан Бергер да продолжи со работа. Наскоро се зафаќа со нов проект, чие завршување нетрпеливо ќе се очекува. За Гласот на Америка, Тоше Огњанов. Целото интервју погледнете го на нашата интернет страница и на социјалните мрежи. А сега за новина во воздушниот сообраќај. Голема американска авиокомпанија неодамна започна партнерство со истражувачка компанија за да го вратат суперсоничното патување со авион, за кое велат дека ќе биде потивко, поодржливо и поевтино од порано. Кога суперсоничниот авион Конкорд за прв пат се појави во 1970-тите, беше сметан за технолошко чудо. Овие авиони, кои беа заедничко англиско-француски проект, летаат двојно побрзо од брзината на звукот и го преполовија времето потребно за преминување на Атлантикот. Кога беа повлечени од употреба во 2003-та, во најголем дел поради неодржливите трошоци за нивно оперирање и поради поплаките за соничниот бум кој го предизвикуваа, за нив немаше замена. Се досега. Американскиот United Airlines склучи партнерство со Boom Supersonic за купување на 15 суперсонични авиони со можност за набавка и на повеќе. Авионот на Boom исто така ќе го скрати времето за прелетување на Атлантикот за 50%, но ќе биде потивок од Конкорд и поодржлив, велат од компанијата. Имаме техники за компјутерска оптимизација со кои можеме да дизајнираме поефикасен аеродинамички облик наместо да користиме тестови во воздушни тунели. Исто така имаме целосно променета архитектура за начинот на кој функционира млазниот мотор. Сакаме да стигнеме до момент во кој билетите за суперсоничен лет би биле поевтини од оние за конвенционален. Конкордот беше повлечен не затоа што технички не беше одржлив, туку поради трошоците. Мислиме дека ова ќе биде 75% поевтино од летање со Конкорд. Новото летало ќе користи 100% одржливо гориво. Ова значи дека суперсоничниот лет ќе биде 100% неутрален според испуштениот јаглерод. Во суштина ние земаме јаглерод од атмосферата, го претвораме во гориво и потоа го согоруваме во авионот, пошто се враќа онаму од каде дошол. Суперсоничниот лет секако е технолошко достигнување, но од компаниите велат дека главната поента е заштеда на време. Зашто во суштина важно е кога сте на земјата, на планетата, со луѓето кои ви значат. Не е важно она што се случува на небото. Boom планира да ги изработи и испорача авионите на United Airlines до крајот на оваа деценија. И тоа беше се за емисијава. Пријатно!